кое што е најважно кога пред да ќе го разделам мојот одговор на неколку етапи. Првото нешто е што треба да направиме како подготовка за интервјуто, бидејќи факт е дека за секој интервју треба да се подготвиме. Јас би рекла дека уште во моментот кога започнуваме да аплицираме за одредена позиција, уште од тогаш почнува нашата подготовка за интервју, бидејќи CV-то нели го подготвуваме врз основа на некој оглас кој што го читаме. Во таа фаза веќе треба да истражиме се за компанијата со цел да можеме нашето CV и нашето портфолио да го прилагодиме за потребите на таа конкретна компанија. Значи, не праќаме едно CV секаде, се надевам дека тоа е веќе мит од некое минато време кој што веќе се заборава, значи навистина се обидуваме да го прилагодиме CV-то за секоја професија со вештините кои што ги имаме. Сега тоа е првата фаза каде што истражуваме се за компанијата. Во втората фаза, нели, кога ќе добиеме повратен одговор дека сме повикани за интервју, на вистина се подготвуваме за конкретното интервју во таа компанија. Може би доколку имаме позната личност која што работи по истата компанија, би можеле да добиеме малку повеќе информации за тоа кои се условите во компанијата, кои се плановите, која е мисијата и визијата, може би малку поконкретно поврзано со стратешките планови на компанијата за идниот период, за да можеме нели да подготвиме некакви прашања за тоа, доколку не прашаат за кои се нашите видувања за компанијата. Сега, она што е многу важно да го знаеме е дека интервјуто најчесто во најголем дел од компаниите се состои од неколку делови. Првиот дел е нели општиот дел каде што не прашуваат за тоа кои сме ние, која е нашата професионална историја, кои се нашите вештини. После тоа може би преминува на некакво интервју поопшто поврзано со позицијата и конкретни задачи кои што би се очекувале, за на крај да се премине кон навистина по техничкиот дел за нашите искуства предходни, како тие би се аплицирале на таа позиција за која што сме интервјуирани. Она што би им го препорачала на сите кои што се подготвуваат за интервју е детално да ја истражат компанијата, да видат кои се проекти се работат, да видат кои нивни вештини би биле на вистина ценети во таа компанија, за да можат да ги прилагодат нивните одговори и на вистина од нивната позадина да извлечат искуства кои што се релевантни за новата позиција. Знаеме дека преносливите вештини или меките вештини ги носиме од една позиција на друга позиција, така што многу е важно да бидат свесни кои се вештини ги поседуваат, за да знаат како понатаму да ги аплицираат на новата позиција. Она кое што секогаш сметам дека е важно да го направиме на интервју е откако ќе заврши оној кој што не интервјура, регрутерот, да поставуваме прашања. Значи, не се плашете да поставувате прашања, бидејќи интервјуто е средба на понудата и побарувачката, така што и кандидатот кој што се интервјуира има на вистина право да ги постави сите прашања и да покаже интерес за позицијата за која што е интервјуиран. Поставете прашања за се кое што ви паѓа на памет, меѓутоа претходно подгответе ги за нели тоа да биде да има нели цел. Поставувајте прашања нели за условията за работа, за тоа како се очекува да бидете наградувани, дали има нели повисоки позиции кон кои што може да стремите доколку сте личност која што сака да напредува во хиерархија. Дали може би компанијата ви нуди можности за дообразување, за обуки, национални и меѓународни сертифицирање, дали може би компанијата нуди можност за може би работа од дома, комбинирана работа, работа со пола работно време, дали компанијата нели нуди можности за патување во странство, до усовршување, што се очекува од вас. Значи, секако е добро да поставите прашања подетални за позицијата за која што аплицирате. Значи, што се очекува од вас, кој ќе биде ваш и дали ќе имате воопшто ментор, кој ќе биде лице пред кој што треба да одговарате, дали ќе работите индивидуално или во тим, дали сте само вие вработени на таа позиција и што се очекува да биде еден ваш типичен ден, значи како би изгледал еден ваш типичен ден на таа позиција или може би типична недела, доколку одговорностите се менуваат од ден на ден.
за колку време, да кажеме, би се правил одреден преглед на вашата работа, за тоа дали ги достигнувате одредените перформанси кои што се потребни да ги достигнете и кој ќе биде личноста која што ќе оценува вашата работа. А, Она кое што јас секогаш го поставувам на интервју, мислам како прашање на интервју е зошто вие сметате според тоа што сте го прочитале дека јас би била соодветен кандидат, нели секогаш прашањето ни го поставуваат нас, меѓутоа мене ме интересира зошто конкретно мене ме избрале за да дојдам на интервју и кои се тие вештини кои што ги препознаваат кај мене од читање на моето CV и од дотогашното интервју. Добро е секогаш да разговарате за идеи, доколку имате конкретни идеи за позицијата или некакви предходни искуства од предходни позиции кои што би можеле да ви бидат корисни тука. И она кое што е секогаш важно на интервју е секогаш да бидете позитивни, добро располажени и никогаш да не се чувствувате непријатно, бидејќи доколку интервјуто не испаднало на крај како што сте сакале, тоа е можеби најдобро за вас, бидејќи целта е да најдете работа која што вие ќе ја сакате, меѓутоа работното место да ви биде пријатно. Целта е и вие да се чувствувате пријатно и компанијата да се чувствува добро со одлуката за која што за со одлуката за да ве вработи, бидејќи не е целта на крај за неколку месеци вие да сакате повторно да промените работната позиција.